Се враќаме во студиото, еве по овие информации од УХМР, од ЦУК, од АМСМ и секако прегледот за случувањата во земјава и во светот. Јас им благодарам и на моите денешни гости што проследија заедно со нас и со вас гледачите на телевизија 24, ама мислам дека добро ќе ви дојде нели информации за времето и за патиштата какви се, бидејќи претпоставам дека се движите низ Македонија. Добро утро, му велам и добар ден на господинот Јорго Огненовски, претседател на партијата Демократи. И благодарам што ја прифативте поканата, господин Огненовски, и Јанко Бачев од Единствена Македонија, председател. Иван Бачев, благодарам што сте денеска тука со нас да поразговараме. Благодарам исто на поканата. Благодарам, добро утро. Така. До вас и до гледачите. Така, ајде, телевизија 24 друг пат давала можност и сега дел од својата програма да ја посвети дел од своите минути и на оние партии кои што не се, како велат, да не речеме големи мали, да речеме условно речено понови на македонската политичка сцена, и партии кои што веројатно сте единствени од она што јас проверував, кои што не влеговте во некој од коалициите на големите партии на СДСМ и на ВМРО-ДПМН. Зошто таква одлука, господин Огненовски? Добивте покана, не добивте покана, не ви се усогласија програмите или она што ви беше понудено, или пак можеби вие баравте нешто? Пред се, како председател на Демократи, ние уште пред 7-8 месеци објавивме повик до граѓаните и се разбира до политичките партии и здруженија на Македонија и да формираме фронт за спас на Македонија. Тој фронт да биде против СДС, ДПМН, ДУИ и нивните коалициони партнери. За жал, разговаравме со повеќе политички субјекти, нанајдовме заедничко, бидејќи повеќето не, туку сите од нив ги интересира да влезат во коалиција со овие партии, да не ги речем сега криминални здруженија, кои што бараат директорски места, некои функционерски места. Ретко бараат или сакаат нешто повеќе, бидејќи се задоволуваат со ништо, поточно се едни мизерни директорски места. Ние бевме поканати од ДПМН и во тој еден разговор со нив му кажавме дека ние не можеме со вас во коалиција да одиме, затоа што цело време кажуваме кој сте, шо сте. Доста злодела имате направено за Македонија и за народот, и дека ако бидеме со вас во коалиција, тоа треба да биде на една поточно кажано чудо, треба да се случи затоа што ние досега промовираме борба против вас и сега за да влеземе со вас во коалиција. Сакавте таа автохтоност, да речеме, на партија која што еве 6-та година, мислам дека битисува на македонската политичка сцена, немала, нели, и никогаш не соработувала со овие две поголеми партии, најголеми практично на македонската политичка сцена, СДСМ и ВМРО-ДПМН, и сакавте во овие избори таа автохтоност да ја задржите на некој начин. Сигурно, и да го направиме тој фронт за спас на Македонија против овие три партии што спомнав, во кои што владеат во Македонија 33 години, ДУИ владее скоро 21-22, апсолутно владее над сите овие партии и владее во Македонија и доминира како политички субјект. Ние сакаме и во иднина, еве јавно објавувам, со никого повеќе, дали после 4 години, ако сум јас председател и заедно со луѓето кои што се во Централниот комитет, членовите, одлучивме со никој ни да преговараме повеќе за некои можни коалиции. Значи никогаш настапувате соло, сепак е соло настапуваме во една храбра одлука во вакви услови, нели, на ваков модел изборен, и тоа сепак е храбра одлука за во секој случај. Точно, мора така да биде, затоа што во разговорот со повеќе партии, значи ние ги контактиравме сите партии за да го направиме овој фронт. Ниједна од тие партии не можам да речем сите буквално, но тие што мислевме дека се квалитетни и што би можеле со нив да коалицираме, што имаме исти идеи, слични програми, идеологија. Значи разговаравме со тие сите и сите тие не одбија, и сега некои од нив, као наводно одат сами, се појавуваат во улога на спасители на Македонија. Јас секогаш секој има право и свој, нели, легитимно право на борба и како ќе ја води борбата, нели, на политички план, се разбира, преку избори, преку кампања. На почетокот да му дадеме можност и на господинот Бачев. Бачев, и вие како Единствена Македонија одите сами на овие избори, или? Па тоа за нас не е некоја новина, бидејќи ние и како партија која се формира после едно исклучиво тешко време, кога беше распослана таа тешка слика после војната во 2001 година во Македонија, значи
со една група ентузијасти пробавме да му понудиме на македонскиот народ еден концепт со кој што ќе се обезбеди еден вистински развој и зачувување на унитарниот карактер на државата, да дојде на власт со национална и патриотска определба, и така што ние во сите овие години обстојуваме на таа основа. Сега може би малку ќе звучи претенциозно моето вклучување в политиката, бидејќи јас во тоа време бев и припадник во Министерство за внатрешни работи и видов сите тие предавства во татковинската војна во 2001 година. Нашето вклучување беше повеќе од политика. Сега може би ќе употребам многу голем збор, повеќе мисија него отколку политика, и воопшто не беа битни тие овие функционерски места. А да, низ годините, јас сум имал понуди од времето Заев, кога беше премиер, и Груевски, кога беше, и сега Мицковски. Не сме ги прифатиле тие, да кажеме, осојузувања за чисто директорски места, бидејќи што ќе ми мине директорско место, ако утре државата, а гледаме дека се повеќе тоне во таа насока. Меѓутоа, за сега не успеваме да ги валоризираме тие наши определби, да кажеме, и сега верувам дека народот најпоследно нема да погреши на овие избори и ќе препознае една патриотска партија, дотолку повеќе што и Мицковски, и Ковачевски, и 100 прати некаде освојат, кажуваат дека ќе коалицираат со албанска партија, и токму тука треба една патриотска партија која ќе влезе во парламентот, која што ќе биде своевиден балансер меѓу овие две, албанска и македонска партија, која што ќе биде на линијата на македонските национални и државни интереси. И во таа насока сметам дека новиот избор така очекуваме да стане парламентарна партија Единствена Македонија. Така, добро, тоа се очекувањата и сосема, пак ќе речам, легитимни очекувања, бидејќи секој влегува во борба за да победи, така. Меѓутоа, како велат, некојаш е подобро и најважно се решението да се влезе и да се бориш, отколку нели исходот од таа борба. Па ние не кажуваме дека ќе формираме влада, дека ќе освоиме 61 пратеник, меѓутоа, како што кажа, битно е да влезе една патриотска партија која што со своите пратеници, дали ќе видат 1, 2, 3, 4, може да ги придвижи работите во голема насока. Сега ќе гледате таа валкана кампања што ја води посебно ВМРО ДПМН, глас за малите партии, глас во ветар, џабе даден. Тоа мислам една веќе 30 години едни флоскули што се вртат, што не е така во Македонија. Ако ве вратам назад, вие сте хроничар на настаните во Македонија, пример, сите предавства во Македонија се случија со двата прста на Амди Барем. Он беше еден покојниот Амди Барем, он беше еден пратеник во парламентот. И рамковниот договор он беше 80-тиот потребен. И Преспанскиот беше 80-тиот. Значи со еден пратеник може да се случат многу работи во Точно дека можат, државата. но како велеше господинот Амди Бајрам, ако ние не сме со власта како помала етничка заедница, ние нема ништо да добиеме, што е нели исто така па погрешно некого да земеш нели во коалиција или под мишка за да на крајот го уценуваш веќе ти биде ова или она направено. Него го спомна само како граѓаните да добиваат услуги независно со кого се, како се и дали се. Него го спомна само како илустрација дека и еден пратеник може да ги реши проблемите, ја знаеме, он беше за власт, меѓутоа нашето пределби се националните и државни интереси, само он беше како илустрација дека и со еден, со два, и со три пратеника може да кажеме. Добро, и други процеси потоа се случувале мимо господинот Амди Бајрам. И двете партии не одите, мислам не учествувате со свој представник предлог кандидат за изборите на претседателските избори, а сепак дали ќе го повикате вашето членство симпатизери да гласа за некој од овие 7 претседателски кандидати или Па ние веќе повикавме на социјалните мрежи, Facebook и Instagram и така натаму. Ние не поддржувам ни еден од кандидатите, од 7-те кандидати, сметаме како демократи пред се, како народ, како луѓе, дека немаат квалитети, ни еден да имаше некој квалитет. И второ, доаѓаат од партии кои што, пак ја кажам, тие се криминални партии, доста зломо имаат направено на Македонија во 33 години. Зошто да поддржуваме некој кој што до сега видовме нивните председатели, тие не работат за доброто на Македонија, македонскиот народ и другите народи и народности. Тие работат за доброто на партиите. Што ќе му каже председател и тие главните, тоа подпишуваат, тоа не подпишуваат. Видовме, не се работи само за патриотизам, тука се работи за се. Значи, Македонија ние сакаме, јас ја сакам, пред се и како демократи ја сакаме оваа држава да оди напред, не сакаме да имаме лажни македонски патриотски партии, лажни македонски патриоти политичари. Ние сакаме да имаме реални луѓе кои што ќе направат добро за Македонија, од економска до да ја заштита државата и суверенитет и све друго што треба. Значи, ако треба да се гине за Македонија, ќе се гине и мора да се бориме за оваа држава еднаш да стане функционална. Значи, пак ќе кажам, никого не поддржуваме од овие, затоа што
сметаме немаат квалитети и доаѓаат за жал од партии кои што направиле големо зло, а и некои од нив што сега изигруваат као нови партии. Добро, затоа и тоа сакав да предочам сега дека не се сите од партии кои што досега биле на политичката сцена, еве има двајца председателски кандидати кои што се условно речено од нови партии кои што досега не биле нели не во биле, власта, али... како Левица, како Движењето знам на Да, Максим. сега тоа е точно, но тие двата кандидати не се квалитетни. Според вас, така? Според нас се разбира. разбира. Имате право да си размислувате така. Вие, господине Бачев, што мислите, како мислите? Па вака се, јас за прв пат тука пред вашите гледачи ќе спомнам една интересна идеја, можеби. Значи сега ние како што е познато во јавноста 2018 година 7 месеци улиците беа нашиот дом во кампањата за бојкот на референдумот. Во тоа време, се сеќавате, Заев водеше кампања Не го напуштивте бојкотот како опција, бидејќи видовме како поминавте. Да. Значи, бојкотот беше успешен. Не, добро, на некој начин, и, точно. значи, тогаш Заев водеше кампања излезе за Европска Македонија, ние за Македонија бојкотира и ние тогаш власта ја победивме низините странски ментори. Се сеќавате, за време на референдум дојдоа тука Меркел, Столтенберг, Хан, Могерини, сите повеќе министри на земји членки на Европската унија. И сега тоа беше еден блок Македонија бојкотира со 84 субјекти, партијата Единствена Македонија и 83 здружени од земјата странство. Сега ве прв пат ќе кажам денес, значи сега се наметна идејата да се повтори тој блок и да се води кампања за бојкот на председателските избори. Ние сега ве денеска во 13 часот имаме седница на извршен комитет, вечер на централен, се разгледа таа идеја и многу е веројатно да се повтори и да водиме активна кампања за бојкот, паралелно на кампањата на овие председателски кандидати. Ќе образложиме пред граѓаните зашто го правиме тоа, сега генерално да ја кажам причината, не гледаме македонски кандидат кој што ги штити македонски национални интереси, сете се со тоа некои либерални кандидати од школата на Сорос, сите 5 души, зборам за македонските кандидати, овие двајцата со пасош што се македонски да го ставиме на страна. Овие 5 кандидати, значи, учествувале во сите предавства во Македонија, сега гледаме глумат некои лудио, се прекажуваат како патриоти пред јавноста, ние ќе изнесеме конкретни податоци за нивните активности за овие 5 кандидати и ќе му кажеме на народ дека треба да се бојкотираат со тоа што знаете според прописите, ако успее, бидејќи тука треба цензус за председателските така, избори, 40%, и ако успее бојкотот, тогаш ние на народ, значи нема да биде ова само голо бојкотирање ради бојкотирање, него ќе му кажеме дека ние сме спремни, бидејќи по прописите мора да се спроведат нови избори. Ако не успеат овие председателски, ќе му понудиме на народ вистински македонски кандидат. Сега ќе го ставиме народот македонски на еден предизвик, на еден тест, дали е спремен да не прифати кандидати кои што во својата кариера работеле на предавствата на Македонија и ќе понудиме нов кандидат доколку има нови избори. Веќе еве гледаме различни концепции, господинот Огненовски вели ние не поддржуваме никој, кажавме и на социјалните мрежи, а вие дури одите чек понатаму па размислувате кампањата од 2018 со брендираниот да, автобус, со активности по Македонија, че класична кампања за бојкот. Паралелно овие ќе си водат кампања со митинзи, со тие нивни кампањи како ќе бидат, не знам, ние ќе водиме кампањата меѓу народот за неизлегување. Сега овај како идеја ја спомнав, ќе се искристализира. Така треба да помине низ органите на партијата. Па и овие субјекти што беа во коалицијата, до утре ќе се знаат работите, дали ќе се преземе и ќе се преземат сите тие подготовки за изготвување на тој пропаганден материјал со што ќе се води кампањата и кажав, значи, доколку успее, веднаш ќе се понуди еден квалитетен македонски кандидат и што е многу битно, ќе промовираме идејата контра на предлогот на ДУИ, кој кажа дека поставуваат услов да промена уставот за избор на председател во собрание, да се бира. Ние ќе му понудиме на народ контра идеја, да се дека подно после, ако успее бојкотот, ќе спроведеме иницијатива за референдум за промена на политичкиот систем со воведување класичен председателски систем со силни овластувања на председателот, на шефот на државата, или како што во времето, еве ви кажа во парафразиран Заев, да имаме камшикар, ама он беше марионета, камшикари да бидат од Европска унија, него ние со наш македонски збор ќе кажеме дека силен македонски председател на кој ќе му дадеме стап да расчисте со овие предавници и бандити кои што 30 години ја плячкат и растураат Македонија, нешто како американскиот систем, собрание председател. Ќе ја понудиме и таа варијанта, па сега ќе видиме, народот нека се одлучи. Еве за американскиот систем може би повеќе да збори господинот Огненовски, бидејќи подолго така голем број на години живеел и престојувал во Соединетите Американски држави. Дали во нешто можеме да се споредиме, господин Огненовски, еве па дури и во организација на изборите или сме како небо и земја? Небо и земја. Со Соединетите Американски држави не можеме во ништо да се споредиме, бидејќи таму политичарите се честни, системом функционира, значи прекрасно.
Секој систем си има мани, но Америка е светлосни години понапред од нас, кај нас владе пред се почнувајќи од криминалниот изборен законник на начин како се спроведуваат избори. Треба да се Беше менува ветувано тотално. дека една изборна единица, сега една изборна единица, повторно ВМРО ДПМН, нели можевме да слушнеме во програмата за вчера 90 член парламент, една изборна единица, дали очекувате дека некогаш тоа ќе се случи? Нема Дали да се двете случи. големи партии ќе се договорат и трите со ДУИ? Нема Па да се еве сега и случи Албанскиот додека фронт. ДПМН, СДС, ДУИ и нивните полтронски привезоци се на власт. Нема да се случи. Народот, затоа викам демократи, треба да се ние сите бориме, продолжиме ова борба, долга е и се разбира комплицирана, не велам тешка. Борбата е голема за спас на Македонија, за спас на самите себе ние како народ, македонскиот народ и другите народи, од ова зло што не малтретира 33 години, поточно уништува. Значи, тој криминален изборен законник мора да се менува, не е само една изборна единица, треба да има отворени листи, Цензусот да е цензусот. соодветен, нели, на И македонските еве, прилики, например, да. сега зборуваме за председателски избори, ова е фарса. Значи ти му кажуваш на колку ги има, не знам, регистрирани политички партии, преку 60-70, 64, вели 5-6. знаете што, за 14 дена да ги соберите 10.000 потписи и вашите луѓе што ќе одат да се потпишуваат, не е дома да береш со ливче, туку одете во некој канцелари на ДЕК или одете кај нотар. Кај нотар се плаќа кога ќе одиш без пари, никој нема да те потпишува, но нека и така еве све нека е без пари. Значи, за 14 дена ти ги малтретираш политичките партии кои што се регистрирани и треба сие која политичка партија да ги има истите права. Значи, самиот изборен закон е криминален. Нас, да кажеме, Предпоставувам по во нови вашата кампања и програма ќе се јави оваа точка, нели, за Сигурно дека се ќе залагате за една зборуваме, се изборна единица залагаме, и предностите, значи, нели, на и- едниот и на другиот модел. Да, и што е многу важно за председателските, ние предлагаме како демократи да се секоја политичка партија што сака да учествува на председателските избори да може да си кандидира свој кандидат за председател без собирање на потписи како што е за парламентарните или локалните. Што е тоа? Ајде десетија направено се разбира од овие партии кои што владеат толку време за да елиминираат 98-97%, а некои од овие што може да ја соберат, ќе соберат, ама зошто? Тоа е елиминација на партиите кои што себе понови да речеме, да не речеме помали. На самиот почеток, еве, Баче, вие што мислите за тоа? Дали е висока граница, да речеме, да мора со 10.000 потписи, граѓански потписи или какви да бидат партиски, меѓутоа од граѓани, да може да се влезе во трката, практично да се обезбедите номинација за учество во председателската трка? Па да, од аспект на големината на населението во Македонија, може да се смена дека тоа е висок, прилично висок цензус за избор на председател и јас само едно дополнување, не би се согласил дека како не во земја разликата меѓу македонските и председателските избори, напротив, американските избори се повеќе наликуваат на македонските. Гледате се реториката на Трамп. Повеќе Русија ако нападне земја членка на НАТО нема да ја бранам. Ако не победам, ќе има Не, зборуваме како организација на изборите, има нели, како крвопролевање организација на не со изборите, такви така. термини. Ако не победам, ќе има крвопролевање. Америка е пред распаѓање, значи некоја терминологија Така, терминологија, но треба да внимаваме слична, бидејќи така. нели има и говор А на во- омраза, се одговара за Не, тоа зборам заради тоа. за американската кампања, значи се повеќе наликува на нашата, така не би се согласил дека е толку голема Иако разлика. велат во избори е се дозволено, но Така. официјално не е почната кампањата, па и нас медиумите Појаве да сме се ние под надоврзам на мониторинг тоа за дека тоа, се е да. дозволено и за тоа што го кажавте дека Но не треба да е се дозволено, да. ветуваат една изборна единица. Сега видите интересно сега. И СДС го имаше претходно тоа во програмата дека ќе биде една изборна единица. Сега го наметна и ВМРО да Па помене. дури во прво читање и помина тие измени нели во изборниот закон и Ама- помина во прво читање во законодавниот дом, ама Тоа е пак не сега- дојдоа до второто читање. Тоа е сепак една голема, така да кажам, романтика или забава за народот, за ВМРО ДПМН веќе осеќа да ги покрие тие страшни последици што ги трпи од приемот нови 7-8 нови партии кои што избегаа од СДС, бидејќи во јавноста се створи револт, последно кај членството на ВМРО ДПМН не ги прифаќа овие партии, ај пак ќе го спомнам покојен дел Ампи Барем од една во друга за гола власт, кои што бегаат, овие се такви сега, тоа се партии
Треба да употребаме некој тежок збор, дали политички шлям, ѓубре како да ги наречеш. Добро, сега да не ги ословуваме така, секој си има право да си го одбере нели јатото со кој што ќе лета или нема да лета. И тоа е ВМРО да го покрие тој сега првичен удар и ја наметна една изборна единица и да ги послушала малите партии таму. Тоа нема врска. Добро, повеќето тоа еве и синоќа во отворено се коментираше, тоа се коментира и на другите телевизии, зошто на ВМРО-ДПМН со такви резултати на анкетите, што и да значат тие резултати, сепак викаат најдобрата анкета е на денот на изборите. Велат дека не и требало нели сега да собира толку голем број на партии кои што дали квалитативно, дали програмски ќе и понудат нешто. Не се знае, може, зошто да не. Јас сега види, тоа го кажам од аспект на моето политичко делување, кој што е на линијата, значи прво треба да бидат националните и државни интереси. Сега тука имате вие, имате од тие 8 да кажеме човек кој што оди кај Мицкоски, преговара и само му кажува не ти барам ништо, оставиме го директорското место исто кај што сум сега. Нема проблем, ќе те оставиме. Значи гола фотелија, да ја зачува фотелијата. Не бара ништо. Добро ли тоа искуство го каже и господинот? И да довршам со ова што го кажа за една изборна единица, значи не е искрена таа предлога што ја кажа ВМРО-ДПМН, ако кажувате една изборна единица, треба запирки да кажат по секоја цена. И на крај што ќе кажеш ако победат? Да, ама чекајте, имаме 20 години веќе непишено правило, треба консензус од сите поголеми партии да го смениме изборниот закони. Значи тоа ќе се повикат на СДСМ, на ДУИ и која е четвртата и од овие алтернативи, значи консензус ќе бара. Нека кажат по секоја цена. Ако победиме, народот ни даде доверба, имаме 61 пратеник, ќе воведеме една изборна единица. Таква риторика нема. Него викат ќе се залагаме и после ќе кажат, ама чекајте сега, изборниот закон е 20 години се минува со консензус. Ако сакаат и другите партии. Очекувате ли да се случи тоа, бидејќи велат ако не си про ЕУ, блокот тогаш си против за Русија или контра ЕУ? Дали вие прифаќате таква поделба што се јавува и од овие големи табори, посебно од предводени од коалицијата од СДСМ практично? Нели коалиција про ЕУ и дел од нели албанските партии, уствари сега и ДУИ формира таков европски сојуз или како и да беше. Европски фронт исто едните и другите албанската опозиција. Се што промовираат овие партии, тоа е само луки вода, невистина. Значи не можеш да ги одбележуваш луѓето ако не си за ова, си за ова. Јас велам вака, демократија, затоа се викаме демократи, да му оставиш на луѓето право да си одлучат самите кај сакаат, што сакаат. Но не смееш да ги напаѓаш големите моќни држави само за да ги напаѓаш. Значи треба да размислуваш дека ако сакаш да бидеш за Европската унија, за Европа, за Америка, за светот, да имаш добри пријателски односи со сите држави, како што ние го правиме демократи, треба да бидеш културен и треба да бидеш фер, да не само тресиш глупости по телевизија и по социјални мрежи и со тоа да се правиш голем македонски патриот. Тоа нема да те направи. Ние како луѓе што се занимаваме со политика, јас секогаш велам, не сум политичар, се занимавам со политика, треба многу да пазиме што зборувам. Оти можеме огромна штета да му нанесеме на Македонија, македонскиот народ и дополнително нели поларизации да се случат меѓу. Се разбира. Ние како Македонија сме мала држава и треба да си окажеме своето мислење. Треба да се бориме за Македонија, за народот и така натаму. Но ние не смееме да правиме некои такви поделби. Ако не си за Европа, си против Европа. Тоа не е точно. Еве, например, ние формиравме фронт за спас на Македонија и така ќе одиме на овие избори. Значи, што значи тоа? Ние сме проевропски, како демократи, јас лично, проамерички, про света. Со сите држави, дали е тоа Кина, Русија, Африка, Австралија, не е битно, Јужна Америка и така натаму, Канада, ние со сите сакаме да имаме добри односи. Не сакаме да делиме, не сакаме да се караме, не сме ни фактор некој да се караме, но сакаме да водиме миролюбива политика. Кој е наш пријател, кој ќе ни помага, поготово моќните држави од светот, треба да ги прифатиме како така, а не ќе излеземе и лупаме само глупости по телевизиите. Дека ние, не знам, не сакам држава да спомнам, ова не чинало овие фашисти, ова фашисти, ова, па 300 глупости за овие блока како НАТО и другите организации. Не бре луѓе. Ако сакаш, ако ја обожаваш некоја држава, кажи ја сакаш, ја обожаваш, сакаш да бидеш тоа е твое мислење. Ние како председржава, како
луѓе што се занимаваме со политика утре ќе добиеме пратенички места, па и функции. Ние ќе го повикаме овој народ за секој важен закон, за важни работи што се случуваат во државата, капитални проекти или како што се случи промена на името или што е да било друго, ќе имаме обврзувачки референдум. Законот ќе промениме за референдум, ќе биде само обврзувачки, нема да има консултативен. И секогаш народот, граѓаните, македонскиот народ и сите македонски граѓани ќе се прашат: ајде на референдум, ќе се потроши некој динар, сакате ова, сакате она. Значи ние еднаш да расчистиме и со името, и со економијата, и овие ги сакаме, и овие не ги сакаме. Кој сака, Значи нека ќе сака. се борите за интеграција, а не за разединување и за поделби, нели, во вашите Па, пораки нормално. на изборите. Еве, господине Бачев, вие дали очекувате да се случи таква поделба и да се атакува на единствена Македонија, дека е, не знам, партија проруска, бидејќи такви етикети ви се лепеа? Па вие И ви се сега, лепат, во претпоставам, да. точно сега се наметнува таа кампања, тука Да. пред се Дуи, еве дури Ахметинек не излеза воопшто, па Бујар Османи конкретно не спомна. Дека руското влијание е присутно и Не така. спомна конкретно дека сме партија, не формирал Дугин. Мислам живи глупости во таа насока и дека сме проруска партија, тоа не е точно, тоа се злоупотреби 2018 година кога ние победивме во референдумот и тогаш мораше власта силно да ја намедна таа кампања, сме биле и под ПИМ мерки, еве ја се деновиве на управен суд. Ја добив Агенцијата за национална безбедност, која се докажа дека ми преслушувале, мора се да ми ги дадат тие податоци, значи со Ви ги дадоа тие податоци бидејќи сте Има биле аудио-визуелно следени. Така, има и правосилна пресуда сега, уште не постапуваат по неја, но правосилна пресуда е закон. Нема веќе кај да бегат, мора да ги дадат. Тие, бидејќи завршена е правосилно постапката. Ние сме, како единствена Македонија, автентична македонска партија која во основа се бори за одбрана за заштита на националните и македонски интереси. Меѓутоа, точно е, ние 2018 година на светот, на Македонија сакавме да ја понудиме еден нов концепт, дека светот не завршува до Брисел и до Вашингтон, дека е многу поширок во таа насока и дека треба соработка со други држави, меѓутоа во тоа време, како што кажав, значи бидејќи силно тргнавме во таа кампања, народот не прифати и мораше власта да реагира и се истори таа кампања дека сме од Русија формирале руски пари, руски инсталации. Еве, ако би бил министер за внатрешни работи, ако знам некој зема странски пари, веднаш ќе го уапсам, бидејќи по нашиот закон е забрането партии да се финансираат со странски пари. Еве, едно големо ништо излезе. Заев ја водеше таа кампања на антируска основа против нас, меѓутоа тоа не му успеа, така што значи сакам да кажам дека ние сме партија која што во основа пред се на првата линија на македонски национални интереси, да ја видиме Македонија просперитетна, со благосостојба и да расчистиме со овие криминалци и бандити кои што гледате, кои како дојдат на власт. Предходно беше ВМРО да помнеме, Јалков ја украл пола Македонија, дојде Заев со вице братно ја украдува другата половина. Значи се тоа бандити кои што треба да расчистиме со нив. А јас само тука можам да кажам пред народот, тргнувајќи од моето 20-годишно делување, дека знам, можам и смеам тоа да го направам. Така. Еве, да не биде само што ќе одите контра и да не зборуваме контра, во што ќе се залагате во програмите, ве господине Огненовски? Според вас, кои се најневралгичните точки во македонското општество кај што навистина треба промена да се случи? На што ја фокусирате вашата програма? Ако може да дзирнеме малку. Да, сигурно. Најважните точки е да се уништи овој политички, стопански криминал, митото и корупцијата во Македонија. Значи, ако тоа постои, не можеш никогаш да изградиш држава, да направиш нешто што ние сакаме да постигнеме, функционална држава. Да развиеш економија, да имаш светско здравство, образование, инфраструктура, животна средина, да имаш повисоки плати, повисоки пензии и се разбира и други многу работи. Значи, ние се бориме како најважна точка од овие сите што испомнувам сега да ни биде економијата. Значи, да имаме наврвна светска економија. Мала држава сме, имаме паметни луѓе, само треба добро да се организира и да не се кради, треба да се работи во оваа држава. Дали се тоа премиери, министри, политичари или луѓе што работат, треба да сватиме дека ние можеме оваа држава да извадиме од оваа септичка јама каде што е метна СДС, ДПМН, ДУИ со нивните полтронски привезоци 33 години. Ја плачка е нормално и уништува, разнебитува на разни начини. Треба да развиеме светска економија во држава која што нема производство, та не може да биде држава. Ако немате вие економија, ако не ви е вработено работоспособно население, нема да имате ни пензии во иднина, бидејќи на 5
вработени, еден пензионер. Кај нас е обратно. Имаме околу 2 и нешто на еден еден пензионер. така. Фондот е тотално празен, ако не сака да ја кажат вистината, ќе банкнотира и тој фонд, да не зборувам. 30% секој месец зема од буџетот за да може нели да се исплатат да, пензии. сигурно. Сега тоа е значи број еден економијата. Кај нас многу луѓе погрешно се фаќаат за нешто друго, но тоа е нивен проблем. Сега зборувам, ако ние имаме врвна економија, ќе може да имаме врвно здравство, бидејќи здравството е како ламја, троши пари сам. Тоа е сервис. Али без здрави луѓе ние не можеме да имаме добри работници, не можеме да имаме ништо друго. Образованието. Значи, овие се сите поврзани како столбови, мора да имаме светско образование, не да се купуваат дипломи или партиските се вработуваат од професори па све што е таму до учители и така натаму. И до во градинка тие некои што ги гледаат децата и да не ги воспитуваат како што треба. Значи, треба да го имаме тој систем. Затоа развиените држави, ќе почнеме од Америка, ќе почнеме од Германија, ќе почнеме од Франција, развиените држави. Гледате Јапонија, гледате како Кина, пример да речем, Австралија, сите се трудат да имаат светска економија, да народот работи. Ние немаме леп да јадиме, се расправаме цел ден со глупости. Значи, глупости невидени. Ние треба како народ да се освестиме, да излеземе и да кажеме, да, овие луѓе, ова партија, демократи, нуди нешто што е најважно. Ние треба да јадеме, стомакот да не е полн. Секоја револуција, крвава револуција и со оружје почнува од стомак. На луѓето ќе му пукне преку глава, па може еден ден да имаме и граѓанска војна во оваа држава. Да не посакуваме се такво нешто така. Не зборам јас, не зборам национална, зборувам народска, што го викам јас. Затоа што економска, не го пожелувам тоа, но ако ние пропаѓаме секој ден, се може да се случат нереди и така натаму. Значи да се ја спасиме нашата Македонија, да почнеме да размислуваме дека и ние како народот, и јас сум дел од народот, да кога излегуваме на избори и на престојните избори што доаѓаат, да се гласа за квалитетни луѓе, за квалитетни партии и да се дознае нивната биографија. Така за квалитетна програма што може да ни извлече од оваа состојба во која што сме, барем едно скалило, ако не повеќе. Господине Бачев, вие на што ќе фокусирате или на што ви е фокусирана програмата? Претпоставувам сте ја концепирале. Телеграфски некој ќе набрам него работи. Така, да, добро, ќе имате можност и во кампањата, сега ова е така да поинтирам за многу прелиминарно. побитна работа на крај, ама телеграфски само ќе поинтирам. Значи, нашите определби се поништување на договорот од така наречениот Преспански договор. Така ви одите во тој политички контекст повеќе повеќе така. Научна определба. Така, добро, да. Како професор по меѓународно право, значи јас и последните 2 книги ми се како да се поништи Преспанскиот договор и бугарскиот договор. Значи тоа е многу битно од кој аспект. Значи ние мора прво да се вратиме државата назад. Ние може со економските мерки на граѓаните да им обезбедиме стандард плати од 1000 евра и од 5000 евра. Меѓутоа, ако ја изгубиме државата, ако се сруши државата, ќе нас затрупа сите во неа. На кој ќе се тие 1000 евра? На кој ќе се тие 5000 евра? Значи, ние мора прво да се вратиме државата назад, а после е многу лесно да ја правиме економски план, бидејќи економската наука се погрижила, ги измислила сите механизми како се прави современа држава со убави даноци, со убава ваква онаква политика, економска безбедност, земјоделска култура. Значи, битно е сега... имаме миграција на населението, господин Бачев, и без население ништо не се прави. И сега тие се нашите определби, како што кажа Преспанскиот, бугарскиот, попис мора да спроведеме нов, укинување на служба за државна безбедност и во рок од 6 месеци формирање мала, ефикасна и високо оперативна служба која што ќе биде во интерес на народот и државата, а не да ги следи своите политички неистомисленици, развој заснуван на домашна памет, обавезно лекарски преглед за секој функционер кој што ќе сака да настапи, ова е многу битно. Овој услов сега да постоеше од овие 5 македонски кандидати, има кандидат кој што не ги исполнува овие услови, ако бара лекарско уверение за вршење на највисоката функција. Имаше таква идеја и Дуи, мислам дека пред неколку години за ја имаме секој што сака со политика да се бави, да помине и во делот на тој економски дел, така да го кажеме, значи ние сме за ревизија комплетна на приватизацијата и постприватизацијата во која што се оплячка македонскиот народ, бидејќи ние сме повозрастни, се сеќаваме 45 години назад имото што се создаваше во Југославија, го создава сите работни луѓе. Во социјализмот дојде 90-та година, 10 транзитски бандити го оплячкаа целиот имот. Значи тоа мора да се ревидира и мора да им се одзем. Има механизми како. Меѓутоа што е најбитно, програма убава ќе напише секој. Сега да ги читате програмите, колку е справедливо тој, сега е најбитно да дојдат честни политичари, без ниту една професионална афера во својата кариера,
честни политичари и јас сум горд на тоа. Сега да не излезе ова гола риторика, ќе ми кажете вие па секој кажува за него дека е честен. Точно, да. Меѓутоа ја ќе напомнам или веќе разнишена е довербата ќе во јавноста во напомнам два-три политичарите. моменти за мене така. лично, од мое лично искуство. Значи, јас сум човек кој што од најрани години, уште од дете 5-6 години, имам престој во најбогатите земји во Европска унија. Значи, уште утре можам да се ја земам фамилијата, посебно сега кога сите млади бегаат од државата. Јас сум тука. Посебно бев тука 2001 година, кога се гинеше, јас бев во Министерството за внатрешни работи. И тогаш може да се земам фамилијата да избегам, бидејќи јас кажав, во најбогатите земји, таму ако имате престој во една земја членка, имате во цела Европска унија. Значи, јас конкретно во Холандија, значи, го имам тој престој од дете од 5-6 години. Утре можам да заминам да го фатам авионот, кога беше најтешко во војната, бев тука, а посебно кога Така, со иста можност и господинот Огненовски, но сте тука и се борите за подобри услови во Македонија. Во Министерството за внатрешни работи, кога правевме мобилизација, тие едни млади, посебно од СДС, сите избегаа во Грција. Кога победи 2002 година во СДС, сите се вратија тука, кој амбасадор, кој министер. Значи, мојата поента е тука да се ојам со мојот тар девека на 57 години, немам намера. И јас сум горд што за мене нема папка. Излегува еден куп преслушкувани разговори, нема папка да ме држат под притисок, да ми изведат папка за било криминална или било каква друга афера. Не велете да не се појави некоја папка. Уште утре, значи 20 бидејќи еве 20 години јас имам папки за нив. нели. Јас сум работел во дебатава. дирекцијата за безбедност и контраразузнавање. Јас имам папки за нив за тој бандит и за тој криминал. Еве, И затоа кажувам дали дека јас можам, очекувате- затоа кажувам дека можам смеам јас да се справам со овие, бидејќи јас сум работел во МВР, ги знам сите податоци, го знам сиот бандитизам и можам да се справам со сите тие бандити и затоа и уште сум порелаксиран бидејќи како што кажав не може да ми извлечат никаква папка, нема во нечија фиока моја папка. Затоа во тој аспект па еве излегува еден куп Но еве прислушкувани разговори. очекувате папки да се појават сега, дали очекувате црна кампања господин Огненовски, еве и вие Бачев и тоа нека биде Да, завршница се спрема на во разговор. СДС, се спрема во СДС голема бомба за ВМРО ДПМН преку едно лице. Од СД, како рековте, се спрема СДСМ велат дека имаат бомба за Не ВМРО велат, ДПМН. се спрема преку едно лице да го пуштат во јавноста со голема бомба против ВМРО ДПМН. А ВМРО ДПМН е за СДСМ дали има или Не знам против се, дали имат и они, против ДУИ? па веројатно може се имат и они се. Така. Ајде, јас да Господин кажам Огненовски, нешто. дали ви очекувате еве црна кампања и колку очекувате таа да е присутна или сепак партиите да се надминат себе си и да се концентрираат сите на програмата, бидејќи граѓаните ќе сакаат да чујат и е природно да сакаат да слушнат нешто ново, некоја нова свежа политичка програма и нешто што ќе им помогне нели сите да малку се дигнеме од оваа ситуација во која што сме. 33 години кај нас се води црна кампања, секојдневно. Медиумите помагаат во тоа, се разбира, бидејќи 99% владеачките партии се секојаш на нивните ТВ екрани. Нон-стоп се кажува, Така, вие крадите, реагирате дека често вие- дека медиумите, поголем дел од медиумите, не сите се Не разбира, си, вие не, сте не се гостували разбира, господинот да. Бачев во нашата телевизија, навистина сме отворени за сите, но велите дел од медиумите Дел од медиумите, дека- да речеме, повеќето, не дел од Не ве канат, медиумите, не ве- повеќето, не дека не канат само нас, не е тоа најбитно се во моментот. Најбитно е што овие 33 години ја плачкаат, ја уништуваат и се обвинуваат помеѓу себе кој поќе украл. очекувате тоа да го има и во Тоа не кампањата, да претпоставувам. очекувам, ова ќе се зголеми, но ние како демократи кампањата ќе водиме, се разбира, да понудиме решение. Значи, многу имам решение, спомнам јас што ми се Така, најважни. не можеме се, ќе се ги криминало, кажувате на економијата, митинзи, во овој на момент седби се со разбира, граѓани, на пресконференции, и да. други работи што треба да си ја спасиме Македонија како таква, да креираме функционална држава. Значи, сакам само едно да кажам, дека во оваа кампања, демократи, ќе ги разоткријат, разобличат сите кои учествуваат на овие избори. Дали се тоа нови партии, дали се стари партии. Ние ќе водиме кампања прво за да кажеме на народот кои се овие луѓе што се и кандидатите преседатели што ги имаме сега и за парламентарните избори. Но тоа ќе биде 0,1% од цела наша кампања. Толку ќе биде таа ајде. Значи, ја главно викаш ќе биде цена. насочени кон Насочена презентација на према вашата решение, програма, да така, и нудиме решение. Точно граѓаните И тоа ние сакаат како да го народ, видат. како народ, поготово македонскиот народ, со сите народи и народности, да се освести една за секојаш и да свате дека во Македонија не само што не треба да постојат национални партии, кои што се чукаат во гради, викаат ние македонските партии ги застапуваме македонците, Македонија на македонците, а албанците викаат ние ги застапуваме албанците, ромите и така натаму. Тоа се тешки преваранти.
Ја ви сега го кажувам. Значи, Нека тешки си гледа манипуланти. граѓанинот Не, на крај. јас морам да го кажам, се извинам. Демократски празник е така, Како избори. сака нека кажа. Значи, тешки преваранти. Слушајте, луѓе, ние треба да се бориме за сите граѓани во Македонија. Значи, почувајќи од македонскиот народ, имаме тука народи во уставо, пише убаво. И албанскиот народ, и турскиот, и влашкиот, и ромски, и така натам. Значи, да не се занесуваме, ние како демократи се бориме за секој граѓанин да има подобар живот. Македонија да ја спасиме од овие криминалци, се разбира, нема да дозволиме секој од надвор да дојде да не турка и кога ќе ни кажи мене ова, нема така да биде. Со демократи тоа ви го гарантирам. Времето веќе не истекува, господине Бачев, нешто за на крај или Па, кажавте еве, се главно? Па е, една минута. На што ќе се фокусирате? Значи, тоа што кажавте точно, ќе биде тешка нашето медиумско представување, меѓутоа не се жалиме. Изборниот законник така си го скроја. На час емитувана програма ВМРО да помне коалицијата по 9 минути, ние ќе имаме 15 секунди. 15 секунди, што е така, да. Значи, ќе биде, меѓутоа не се жалиме. Нашата кампања ќе ја базираме на терен, во непосреден очи во очи со народот и верувам дека дојден денот мора, значи, да се ја вратиме Македонија, државата, како држава на македонскиот народ, со гарантирана положба на сите малцинства во земјата. И верувам дека овој пат народот ќе препозна една патриотска партија, бидејќи кажав на почетокот, ВМРО да помне и СДСМ и постопрате нека да има, битно е да има една внатре патриотска партија. Ако граѓаните нека имаат што поголема понуда, па ќе одберат се разбира. Благодарам уште еднаш што бевте дел од ова издание на Студио 10.